Тој е човекот што без страв го кажува она што го мисли. Бубо Каров, добро вечер. Добро вечер. Интервјуто ќе го започнеме со вашата приказна за Трајко Каров. Тоа е во исто време и најтешкото и најлесното прашање за мене. Најтешкото нормално заради тоа што него веќе го нема, а најлесното заради тоа што има толку многу да кажам. Иако сега од оваа дистанца гледано последниве 4 години увидов дека има многу работи што не си ги кажав. Во неколку збора Трајко беше човек кој што беше многу строг прво за самиот себе, а и за другите имаше високи критериуми кога е во прашање етиката, кога е во прашање однесувањето, кога е во прашање пријателството. Со неколку пријатели со кои што он беше многу близок и музичари и приватно другари, од секогаш кога ќе направивме муабет за него дека е многу строг кога ги вреднува работите, секогаш на крај доаѓавме до заклучок дека навистина е строг, меѓутоа кога ќе се вратиме наназад, излигуваше дека секогаш бил во право. Неминовно е кога веќе ја споменавме музиката да поврзаме со тоа зошто постојано за вас во животот постојано се провлекуваше како варијабила? Јас многу вложив во музиката, многу време, не само јас, нормално целата група токму така. И на крај од тоа што го успеавме да го заработиме во последните 3 години, вложивме во снимање на комплетен материјал за албум. Јас бев тој што го нудев албумот и условно да речам очите ми ги отвори Синиша Шкарица, тогаш само што стана уредник за рок и поп музика на Југотон. Го преслушавме материјалот и вика материјалот е одличен, јас ова утре би го издал. Меѓутоа ај сега да ја видиме комерцијалната страна. Колку можете да продаете плочи во Македонија? Гам немам појма. Ние за да го печатиме ова, значи ни е потребно да продадеме 2000 тираж. 1000 Југотон е спремен одма да го печати. Јас му кажав дека 1000 сме спремни ние да го финансираме. И добро, понатаму вика дали мислиш дека можеме да продадеме нешто повеќе. Никам не ми се верува. И ми ги кажа тогашните податоци колку продава Бело дугме во Македонија, колку продава Лепи сол, значи во тоа време најтиражната југословенска и најтиражната македонска група. Кога ги слушнав бројките, колку плочи продаваат, ми стана јасно дека во тоа бизнис нема. Дека од тоа не може да се живее. Не да има бизнис, него не може да се живее. Тогаш се вратив, на колегите им кажав дека јас донесов одлука повеќе да не се занимавам со тоа професионално. А што ве оттргна од новинарството? Од новинарството К15. Односно прво династија, иако и тука има многу голем дел од новинарството. Сатирата не е жанр што припаѓа само на новинарството. Сатирата припаѓа на тоа литературна категорија, тоа на сатирата припаѓа на телевизијата, припаѓа на драматургијата, на повише медиуми. Еден од најтешките жанрови би рекол, затоа има и малку сатиричари во светот, а еве сега како што гледаме почнаа да ги требат за жал по светот. Која е темната страна на критичкиот хумор? Темната страна е онаа што не е светла. Значи, што не е доволно осветлена или некој ја прави да биде темна. Како изгледа во тој мрак? Ништо не се гледа. Треба да си храбар и да одиш во напред. Сега ако си го одел тој пат, ако имаш доволно искуство, ќе можеш и у темница да се снајдеш. Значи, не би требало да ти е многу голем проблем. А во денешно време на сите мобилни има позади и батериска лампа, така и да е темно, се снаоѓаме, фала Богу. Дали вас ви е постојано уклучена? Не, јас се научив да одам у темница.
Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Фешанел Breaking News. Елена Лука со нова колекција. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. If you know what happiness is, clap along if you feel like that's what you want to do. Се сеќавате ли на првиот скеч снимен за К15? Се сеќавам, тоа беше скечот за мишките, теоријата за мишките. И тој скеч кога го снимивме, немавме, тоа не беше прв скеч, немавме репер, а не правевме класични сценарија. Во К15 никогаш не се работеше по некои востановени. Така, тоа ми стандарди, беше следното прашање. Како успеавте да снимите скечови без сценарио? Првиот за тоа не искочи 22-3 минути, па после го дававме на го монтиравме, го сечевме на 2 дела да биде. Па како успеавме? Ние имавме среќа, колку и да звучи ова сега чудно. Имавме среќа, се најдовме 3 сродни души, тоа многу ретко се случува. Ние се разбираме со поглед. Тоа е првата работа. Втората работа е што кај нас суета не постоеше кога е К15 оплашен. Значи, имало ситуации да почнеме да снимаме и на сред скеч да видиме дека, да речеме, улогата што ја игра Васе повише одговара за мојот лик. И ќе ја свртиме ситуацијата обратно, ќе почнеме од почеток да снимиме. Многу забавно ни беше интересно да снимеме К15 и тоа што не правевме сценарија даваше посебен драж, посебен шмек, затоа што ни самите не знаевме кој што може да откачи во текот на снимањето. Па многу пати се случуваше да прекинеме снимање и да се смееме. И сега кога ги гледам некои скечеви на YouTube, ќе се сетам зошто, например, Бранко се врти во некоја ситуација удесно додека му зборам јас. Тоа е доказ дека спонтаноста е многу подобра. Спонтаноста е најдобра и за тоа нам К15 ни беше забавно да го работи. Многу големо задоволство е да го работиш тоа што ти причинува задоволство. Препознатливи бевте и по необичната таа светкава костимографија. Која правеше селекцијата и комбинациите на сите тие интересни костими во шоуто? Ау, тоа е многу тешко прашање. Тоа работеа тим на модни креатори, со тоа што имавме, значи, во прво време се трудевме да биде тоа што пооткачано, немавме специјални костими, имаше Бранко само едно за Миле Паника, кој што беше многу карактеристично, му беше тесно и беше светлуцаво. И едно време почна да се кине више тоа. И тогаш ги сошивме првите одела, во истиот стил. А морам да ве прашам, кој се сети за карактеристичните заби на Миле? Кои заби на Миле? Прежно му се такви заби. Тие другите, по-необичните. По кои што дели сите го препознаваат? Па, добро, тоа е само еден од сите тие помагала и тие сите реквизити што сме ги користеле. Во Лондон има една продавница специјална за такви работи, која што знаеме. И кога некој од нашите пријатели или некој од нашава екипа одеше таму, секогаш ќе донесеше по нешто што е интересно, дали заби, дали уши. Мене ми донесо стомак, например, и уште си го носим. И легна. Чувствувате ли носталгија по тоа време? Па искрено да ви кажам, да. До пред некое време, до пред 5-6 месеци, не чувствував некоја носталгија. Мислев дека е тоа
нормална работа, ете помина 20 години, да речеме се истроши тој проект. Иако јас сум убеден дека не може тоа да биде причината за што престане К-15, меѓутоа сега почна да ми недостасува. Почна да ми фали медиум кај што кој ќе ми текне нешто, ќе има кај да го пласира. Така, ете, на што многу сега често ја ми- празните таа ваша Ние креативна дури енергија? порано, кога ме на неколку пати ме канеа повесниците претежно да пишувам колумни, секогаш им викав не сакам да прифатам заради тоа што не сакам да држам место на некој друг кој што ќе сака да се искаже. Јас имам медиум кој што можам да се искажам и имам како да го направам тоа. Сега почне тоа да ми недостасува. Каде ја празните таа креативна? Кај Стеву 109 со комшиите. Си правиме муабет, се смееме, се шегуеме. Сигурно тие ви се и најголемата инспирација. Сега почнав да работам за Алфа телевизија од Нова година заедно со Јасминка Јанева или Мимоза, што ни беше жена у што викаат таксистите женичката на Цацко. Во К-15 заедно со неа почнавме да работиме за зајди емисијата. Убаво се вклопи со нас и водителката на емисијата Зоица Лазова, така да го продолживме таа соработка и веројатно до јуни месец таму ќе работиме. Тука се работи за класичен хумор, релации маж-жена, швалерка и така. Кои се вашите најголеми стравови? Па, допред да почнам да гледам од Темница, страв имав од Темница, ама навистина имав страв од Темница. И до ден денеска спијам со светло, мислам не светло, било какво светло. Многу луѓе и до ден денес не ми веруваат дека не е тоа сушност страв, него е страв кога ќе се разбудам, не знам кај сум. А кога имам светло, знам кај сум и одма се лоцирам кај сум и кај сум тргнал. Кога би се осврнале на една друга страна, кога сте биле во најдобра физичка форма? Може и на лево и на десно. Во физичка форма најдобар сум бил од роѓење или? Па ете да почнеме да рачунаме од тогаш. Па вака, до 16 години тренирав активна кошарка. Значи, во тој период сум бил сигурно во физичка форма најтоп. После тоа, како престанав активно да тренирам кошарка, одев само у плюс додека не стигнав до 180,5 кг. Имате ли омилена диета, можеби? Имам омилени диети. Например? Па мене по една диета не ме најадува, јас по 3-4 практикувам стално. Најдобар резултат имам постигнато со диетата на професор Вучидолов. Никогаш не бев гладен, бев секогаш сит. За 3 месеци 28 килограми и бев под негова контрола. И човекот мораше да замине на подолг период, некаде на месец дена, мислам, во Русија. И јас тогаш, знаете како класниот кога не е тука, учениците прават кој што сака. Да. И почнав да си ги враќам килограмите, не бев дисциплиниран. Значи, неколку пати сум имал добри резултати. Ова со професор Вучидолов беше најдобар. После почнав да имам малку проблеми со шеќерот, тоа е од една страна добро, треба да ти исплаши малку за да си ставиш ред во јадењето и човек ако се придржува на пропишаната исхрана за диабетичари, гарантирам дека се губат килограмите и се регулира шеќерот, меѓутоа ја не спаѓам во дисциплинираните. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots
are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Во едно интервју прочитав дека долг период носите облека скроена по мерка. Предност или проблем? Па, порано беше проблем, а сега е предност. Сега имам гардероба, жена ми завидува. Можете да замислите која жена може да мажот да му завидува и кога вика, аман, више од овие твоите алишта, што ќе им правим? Имам кошули што уште не ми се облечени, се сушиени пред 4-5 години. Имам фирма која ми шие панталони во Струмица Бикнидо, имам пријатели во Тетово, не знам како се викаше сега, во моментот не ми текне фирмата, меѓутоа исто таму ќе имам кошули. Кошулите ми се дори избрендирани. Има ли вашата сопруга простор за сугестија во однос на вашиот начин на облекување? Јас на мојата сопруга сум и многу љут заради тоа што престана да учествува во креирањето на мојата гардероба. Иначе додека бевме дечко и девојка, она не само што ми креираше кошулите и гардеробот што ја носев, него и ми ги шиеше. Многу е вешта, многу е креативна, меѓутоа не сака да го работи тоа. Може би кога ќе го слушне ова, ќе се врата. Па јас не знам, сме правиле ние муабет за тоа дека викам ти ме прелага мене со кошули, со панталони, па после престана више да ми шиеш и да ми креираш, така да. Кој е вашиот стил на живење? Мислам дека сум човек кој е многу практичен. Мене ми се смеат пријателите, стално се шегуваат. Како можеш да занимаваш со овакви работи? Јас, например, знам да потрошам 2-3 месеци да размислувам за систем за ефтина градба, да речеме со отпадни материјали. Да се направи викендица, да се направи мала куќа, со систем со контейнери, например, метални, да се направи многу здрава куќа која што многу кошта поевтино од класичната градба. И дури малку ме имаат на мајта. Значи имате уште скриени таленти од тие што ги познаваме. Па тоа можеби нереализирана, можеби кај мене уште живее тој нереализираниот архитект. 2 години имам учено средно школа архитектура и веројатно е, да речеме, после продолжив на средно шумарско школо, можеби тој дел од шумарството, меракот ми помина со ден на дрвото. Сега не сум више во ден на дрвото, сега сум во... Мислам, не сум, таму се помлади луѓе и понатаму се останувам како поддржувач, меѓутоа ме прешалтуваа сега у ноќ на вештерките. Само не можат да ми најдат метла, па сега чекаме некој усисивач по асолен така да донесат и да можам да бидам, да се активирам малку. Јас ви благодарам што одвоивте и најдовте време да присуствувате во нашето студио и на нашите гледачи на Фешанел ТВ да им кажете нешто повеќе за вашата приватност и кариера. Се надевам дека К15 што побрзо ќе го гледаме на телевизија, ако не К15, некој сличен проект со вашите драги колеги. Задоволство ми беше и секогаш сум тука кога имате потреба од дружба со мене, ќе ми биде задоволство да се дружиме. Благодарам. Тоа беше Бубо Каров за Фешанел ТВ.